Со универзитетскиот професор Стојан Славевски разговараме за актуелни прашања, односно знаеме кои се актуелните теми, тоа се за членување на Македонија во НАТО и отпочнување на преговорите со Европската Унија. Професоре Славевски, најпрви слушнавме една информација од самиот премиер Зоран Заев, Македонија во 2018 година во НАТО. Можна ли е ова опција и тоа под привремената референца БРМ? Видите, нам привремената спогодба од 1995 година ни овозможува членување во меѓународните организации под референцията поранешна Југословенска република Македонија. Меѓутоа, во 2008 година се направи еден обид да се најде трајно решение за проблемот со името кое што го имаме со нашиот јужен сосед, меѓутоа тој за жал не успеа. Во таа смисла постои правна рамка која нам ни овозможува за членување во НАТО и ние тие критериуми на самитот во Букурешт се констатираше дека веќе ги исполнивме. Од друга страна, сепак Грција е таа која што ќе го има последниот збор, односно таа може да постави вето на евентуалното наше зачленување. И во таа смисла се бара согласност на Грција за да се имплементира оваа одредба од времената спогодба. Ке има ли тука, да кажеме, помош од меѓународната заедница? Самиот премиер кажа дека има позитивни сигнали од нашите пријатели. Геополитичкиот контекст и она што се случува овие денови во цела Европа, меѓутоа особено на Балканот, ни овозможува нас една поволна ситуација за да можеме да бидеме оптимисти во однос на поканата за членство, затоа што се види дека овој вакуум период кој што владее десетина години и овозможи на Русија едно многу поголемо влијание во балканските работи, односно на некој начин со инфраструктурни проекти, со влијанието во медиумите, во економијата, да се обиде во овие држави кои што се уште не се член од Евроатланската заедница, да развива одредено антизападно расположение. Тоа најочигледен беше пример во Црна Гора, меѓутоа и во Македонија се почувствува тоа силно руско влијание. Во таа смисла, мислам дека партнерите од Западот воочија дека треба малку поенергично да делуваат во регионот и дека онаа синтагма која имаа порано пред се безбедност и стабилност, а после тоа демократија, треба да се промени со една нова парадигма, односно паралелно додат демократските процеси во овие земји, борбата против корупцијата, заедно со интеграцијата на овие земји во Евроатланската заедница. Знаеме дека Грција го повтори својот став, односно дека не отстапува од црвените линии. Тој став и од 2008 година. Можно ли е некој омекнување на црвените линии? Ја мислам дека во Грција на власт е една левичарска коалиција, која што исто така има во коалицијата и партии од крајната десница, што нели го отежнува наоѓањето на трајно решение за проблемот за името, меѓутоа ние веќе неколку години вложуваме во одредени проекти во кои што се крадат мерки на доверба помеѓу нашите две држави и тие за сега имаат одредено иако лимитирано позитивно влијание на односите помеѓу двете држави. Во таа смисла, во овој период не можеме да очекуваме дека ќе се најде трајно решение за овој проблем, затоа што тој постои многу години наназад и за краток период не верувам дека ќе се најде некакво трајно решение, меѓутоа одредено омекнување на ставот за Грција за да овозможи особено во однос на членството во НАТО, може да се очекува, иако официјалните грчки позиции сега за сега не се променети. Што може владата да направи во овој поглед во однос на? Од нашата влада пред се очекува еден позитивен однос кон нашите соседи, затоа што да не заборавиме, не е само во прашање Грција, туку и Бугарија во последните години се повеќе искажува одредени резерви во однос на нашето евроатлантско интегрирање. Тука пред се мисли на подпишувањето на овој договор за меѓусебна соработка и добрососедство помеѓу двете наши држави. И премиерот Заев покажува една позитивна енергија во односите со соседите. Верувам дека овие прашања со Бугарија, кои што не се од таков значај кој што е во однос прашањето
со Грција во однос на нашето име, дека многу полесно ќе се најде и Бугарија ќе имаме на еден силен поддржувач во тој процес. Од друга страна, нели, во однос на членството во НАТО, исто така ни е важна и Албанија, и низиниот глас, и во таа смисла се градат едни позитивни односи, има една позитивна енергија во сето тоа. Знаеме дека една од нашите приоритетни задачи е одмрзнување на преговорите со Европската Унија, кои што знаеме дека се блокирани. Новата влада вети дека ќе го направи тоа, но кога и како можеме да очекуваме некои позитивни, да кажам, релации на овој план? Кога во прашање Европската Унија, тука односите се малку посложени, покомпликувани и тука треба многу повеќе реформи да се исполнат за да се придвижиме ние на тој процес напред. Меѓутоа, овие денови се очекува во земјата да дојде господинот Прибе со неговиот експерти тим и многу потетално, многу попрецизно да даде кои се тие реформски приоритети што треба да се исполнат. Ние пред 2 години добивме еден извештај од Европската комисија, односно од господинот Прибе, во кој што тој ги дава кои би требало да бидат тие итни реформски приоритети, меѓутоа за жал ништо не се направи во овие 2 години. Очекувам од новата влада дека тоа што го ветуваше предизборно, дека ќе се вложи и дека ќе се остварат тие реформски приоритети, особено оние кои што се од итен карактер и во таа смисла тоа ќе биде вреднувано од страна на Европската Унија. Дали тоа ќе значи официјално започнување на преговорите или воспоставување некаква нова рамка која што беше пред тоа високиот политички диалог. Меѓутоа во секој случај ќе значи едно по-блиско наблюдување од страна на Европската Унија на тоа што се работи во земјата, по засилена асистенција и во таа смисла можеме да го истакнеме и ова што канцеларката Меркел неодамна го истакна како некаков нов мини Маршалов план за Балканот, односно поголеми финансиски вложувања пред се во инфраструктурни проекти за овие држави од Западен Балкан и тој начин надминување на одредени политички проблеми кои што тие ги имаат во меѓусобните односи.